26-годишниот Самуил Костадиновски еве веќе 15 и повеќе дена е исчезнат. Неговото исчезнување во полиција го пријавил неговиот брат. Неговото семејство од тога живее во агонија. Нема ни трага ни глас каде е Самуил. Иако полицијата уапси две лица, тие добија и обвинени, односно се истражува дека се поврзани со делото грабнување, меѓутоа нема никакви конкретни информации каде е Самуил до ден денеска. Како што кажав, неговото семејство, неговиот татко, неговиот брат, но и неговата бремена сопруга исчекуваат секој ден некои информации во врска со Самуил. Овде сме денеска во домот на Самуил, ќе разговараме со неговиот татко за тоа дали имаат воопшто било какви информации. Кога има вакви случаи, семејството најмногу трпи. Точно полицијата си ја врши работата, обвинителството си ја тере истрагата, не смеат да дадат повеќе информации во јавноста, но сето тоа е многу тешко за семејството. 15 дена да немаш никаква информација за тоа каде е твојот близок. Господин Љупчеве, веќе 15 дена и повеќе од 3 март е исчезнат вашиот син Самуил. Полицијата излезе со информација ден по пријавувањето дека се бара момчето. Потоа неколку дена подоцна само дојде информација дека двајца се приведени во врска со ограбнувањето. 15 дена помина, имате ли некоја нова информација? Што знаете досега? Ние досега ништо не знаеме, никакви информации немаме од МВР, ни од јавното обвинителство до моментот, до каде се води истрагата, дали тој признал кај го однел, кај го онадиле, што се случува со нашиот син, дали се уште жив, ние ништо не знаеме. Досега се уште го нема Самуил. Официјално до сега не знаеме ни траг од Самуил, никој не се јавил да бара некакви пари или било што. До нашето семејство ние сме спремни да дадеме награда парична доколку некој ни даде некаква детална информација кај се наоѓа нашиот син, ме разбира, зашто ние сме во тешка ситуација, секој ден очекуваме, секој минут од денот нас ни е потежок и потежок, зашто се надаме, нели стануваш, не можеш да спиеш, се надаш дека државата нешто ќе направи, полицијата, до моментот нема ништо. Дали некој ви пришол, можеби од пријателите на Самуил, дали некој ви кажал нешто, ги упатувате ни во полицијата или пак буквално сте наидани на зид? Имавте изјава, коментиравте дека и дури некој од пријателите првично кога ви дал некоја информација каде треба да оди Самуил, што се случило, сега не идовте на зид, немате повеќе информација. Нашиот син кога излегол од дома, се имаше јавено кај еден човек кај што му беше колата паркирана да се најде со еден јоцо, дека тргнал на кај него. Последниот разговор кога што ни кажа полиција, дека го отвориле телефонот на Самуил, последниот разговор бил со него, нели со него. Ја тој јоцо му поставив прашање дали ти ги познаваш тие дечките што се киднаперите, он одговори не, дека демек не ги познава. После тоа во истрагата едниот што е главен на групата, што бил само 24 сата приведен, што он кажал дека бил кај него дома и дека го знаел лично. Бил кај него дома и тој оцо тогаш више не ни се јави кај нас, не ни доаѓа овдека, ни ништо, ќути, молчи. Демек сега више не сме ни пријатели, тој не е мој пријател, тој бил пријател на мојот син. Али ако му реков јоцо дојди да видиме до каде, ја не сум изгубил точак или кола или некој предмет, се работи за мојот син. Мојот син тргнал на кај тебе, таму исчезнува. Ти ако си пријател, ќе бидеш секој момент во тагата и во радоста тука кај нас дома присутен, за да ни кажеш, ја ништо лошо не те го прашав, јоцо, дали ги познаваш тие луѓе, дали си ги видел? Он одговори не. Мобилот те пронајдем тука во близина на куќата на тој пријател, така? Да, во близина на 50 на 30-40 метра од неговата куќа. И тоа е нашите сознанија, тука више се губи трак. Имаше информации, шпекулации во медиумите за дека е пронајден автомобилот запален во кој што бил земен Самуил, меѓутоа нема ништо официјално, ниту од МВР, ниту од обвинителството за тоа. Стигнали некакви информации до вас или се е сега на база на шпекулации? Не, колата е најдена на 8 запалена по изјава на некој што пријавил во полиција од село Драчево дека нешто гори во полето и кога отише таму тоа е Волвото со кое е киднапиран нашиот син. Неговиот телефон е исклучен од истиот ден? Неговиот телефон е исклучен на 3 во 9 часот и 46 минути. Од тогаш нема контакт. И ние не знаеме ние мислиме дека полицијата ќе имат такви инструменти и да ги отворат телефоните и кога е исклучен, нели едно време вика дека Android може да го следат, да го пратат до моментот додека постои батеријата во него. До сега немаме никаква информација. Дали успеале да го најдат? Да го најдат. Така.
некој прави овде не, он излегува од колата. Да. После тоа Го киднапира. тоа договорено. Значи, тие гражи влезено туди, че тоа не може. Таму нема камери, затоа тој искористи да биде. Веројатно. 100%. На 3 март, според неофицијалните информации, Самуил добива повик од другар да се најдат, од другари. Се испостави дека се работело за двајца. На оваа локација овде, некаде во населбата Припор на почетокот, е пронајден автомобилот на Самуил оставен. Според информациите од очевидци до кои што дошла полицијата тогаш и според сите информации кои ги имаше, Самуил овде го паркирал автомобилот, меѓутоа влегол во автомобил со други лица и заминал од местото. Се велеше дека се работи за црвен автомобил. Полицијата, според снимките од околните камери, безбедносни камери, успеа да го лоцира автомобилот и да ги лоцира и уапси и лицата кои што го управувале. Се работи за двајцата кои што сега се во 30-дневен притвор и против нив се води истрага за поврзано со ограбнувањето на Самуил. Од тука му се губи целата трага. Според семејството на Самуил, тие од тука возеле, цело време Самуил бил во автомобилот, но во еден период некаде околу Козле се губи трага на автомобилот. Неофицијалните информации кои што ги објавија некои медиуми, за кои што информации неофицијално ги имаат и од семејството на Самуил, е дека тој автомобил, црвен автомобил во кој што влегол Самуил, подоцна е пронајден запален некаде во околината на Драчево. За ова нема официјална потврда ниту од МВР, ниту од обвинителството. Оно што се знае е дека двата телефони кои што ги имал Самуил останале со него и тие се исклучени од 3 март. Случајот, како што е познато, на 4 март во полицијата го пријавил неговиот брат.